Ново издание на ТВ магазинот Трилинг, добро вечер. Собранието го избра шестиот поред гувернер на Централната банка. Професор доктор Трајко Славевски го доби врелиот костен од своите сопартици да ја води кредитно-монетарната политика со напрегнат надворешен долг по задолжувањето од околу 6 милиарди евра, што сукцесивно ќе се повлекуваат од Лондон. Во изден, пратениците ја ратификува и спогодбата со Обединетото кралство на Велика Британија за кредитирање на пругата кон Солун и болниците. Новаа тема на почетокот ово издание на ТВ магазинот поединечни интервјуа и искажувања на вечерашните соговорници. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија, како и Джевдет Хајредини, екс-министер за финанси. Тоа не се директно нивни пари на сметка кои што тие веднаш ќе ги префрлат. Значи тоа се финансиски институции кои што ќе учествуваат и фондови кои што ќе учествуваат во финансирањето. Не препознавате конспиративни? Со конспиративни може да има, али тие врзани се со политики. Значи се гледа дека овде корупцијата метастазирала во сите пори на општеството и тоа не е моја констатација. Ист таков договор како што Македонија има подпишано со Frontex, во таков контекст се разговара и со Велика Британија за нивно учество, бидејќи тие се сега натвора од Европската унија. Ако официјален Лондон побара од нас правење на бегалски кампови, дали ние сме подготвени да прифатиме бегалци? Таква клаузула во никаков договор не би прифатиле. Со добра волја една политичка средба меѓу двете влади, на која што да видиме докаде се меѓусебните односи како добри соседи, можеме да подпишеме и нов протокол. Најскапа цена плати СДС, што дозволи некој да игра фудбол, да вика дека албанците се со нив афирмирани. Како животот знае да ни маднеш лаканица секој пат кога мислиме дека знаеме се. И одново да не врати на клупа за пак да учиме. Прво сакам да кажам дека ова е многу значаен договор кој што вчера помина во парламентот, затоа што значи навистина стратешко партнерство со Обединетото кралство, кое покрај нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави покажува дека Македонија на својот меѓународен план ги засилува своите партнерства со навистина доминантни држави во светот кои имаат огромно влијание во геополитиката и тоа покажува интерес исто така на Велика Британија за овој дел од регионот каде што Македонија централно е позиционирана и идните, ако сакате, и геополитички и безбедносни аспекти од оваа перспектива со овој договор на некој начин се решаваат тие прашања. Господине Димитровски, индикативна е одредбата дека за секоја разлика во реализација на парите од Лондон ќе се решаваат без процеси пред домашните и меѓународни судови. Дали ова пракса или? Во контекст на договорот за инфраструктурни проекти со Британија се разбира дека овие 6 милиарди евра, односно 5 милиарди фунти се рамка која што може да биде искористена до крај, но тоа не значи дека и ќе биде по секоја цена искористена во првиот период од овие неколку години. Значи станува збор за договор кој што е на 10 години. Во првите 5 години ние рековме дека пред се ќе биде искористен делот за проект за финансирање на нова брза пруга од Табановци до Гевгелија и овие болници кои што се споменати исто така. Значи во Кичево, во Штип, медицински центар. Во пругата делот зборуваме и за делот на поврзување на аеродромот во Скопје со пруга до Петровец. Така што значаен е во оваа смисла затоа што представува квантен скок во економијата на Македонија и во инфраструктурното поврзување, од причини што вие не можете за брз период да направите многу на редовен начин со финансирање од буџетот. Ниту пак можете да позајмите толку многу средства одеднаш, како што има одредени информации во јавноста што се шират дека ние тоа треба да го направиме со средства од Европската унија, со средства од Европската банка за обнова и развој.
ние гледаме дека од Европа добиваме некои средства и грантови и така натаму, што е позитивно и од оној план за раст, кој што за неколку години треба да донесе во Македонија 750 милиони евра отприлика. Но ваков тип на средства кои што се потребни за огромни инфраструктурни проекти, навистина не можете да го направите без договор влада со влада или пак евентуално да го издавате на концесија, кое што пак од друга страна може да доведе до обвинување дека правите некаква распродажба на националното богатство. Министре, дали овој договор со Велика Британија е за стратешко партнерство или за економско-финанска соработка преку фондот за извоз? Помалку во јавноста преовладуваат различни становишта и дилеми, особено што се добива впечаток дека помалку конспиративен беше спроведен целиот овој процес околу договорот со Обединетото кралство. Прво, договорот е преговаран подолго време од страна, дури кога доминантната владеачка партија била во опозиција, се разбира, со своите партнери, политички партнери од Велика Британија. Ако договорот е подолг период договорен со официјален Лондон, зошто уште пред да се подпише овој договор, всушност не информиравте јавноста, не ги запознавте политичките чинители во законодавниот дом? Значи, прво, нели, се станува збор за... Јас лично не сум учествувал, се разбира, во договарање на тој договор, затоа што и не сум бил дел, нели, прво, таа владеачка партија, ние сме коалициони партнери, но во рамките на неколку месеци најавуваше премиерот дека со една значајна европска земја подготвуваме договор. И тоа беше на некој начин јавна тајна дека се подготвува. Упатените луѓе во политичките елити знаеа дека се работи за Британија, можеби јавноста не знаеше, но јавноста беше подготвувана на некој начин од страна на премиерот и вице-премиерот односно министер за транспорт господинот Николовски исто така дека следува таков договор. Опозицијата СДСМ знаеше? Па мислам дека високите политички елити, раководството на опозицијата знаеше за што се работи. Зошто тогаш сега, например, лидерот на најголемата опозицијска партија обвинува дека целиот процес е водел нетранспарентен, под превезот на тајноста? Прво, не станува збор за нетранспарентен процес во контекст на конкретните преговори, затоа што тие допрва следат зборувам за проектното финансирање. Зашто тоа не се уште докрај јасни параметри. Се разбира, има одредени пресметки и проценки, кост-бенефит анализи се направени во Министерството за транспорт, колку ќе чини, да речеме, таа пруга, колку чинат болниците, грубите проценки, но во контекст на изнаоѓањето на финансиски средства на меѓународниот пазар, каде што се заложува овој механизам, нели, на Департментот за трговија на Обединетото кралство, да го користи тој механизам, но да наоѓа извори на средства од различни финансиски институции. Тоа не се директно нивни пари на сметка кои што тие веднаш ќе ги префрлат. Значи, тоа се финансиски институции кои што ќе учествуваат и фондови кои што ќе учествуваат во финансирањето. Така што тој дел се уште е во тек на преговори во однос на интересот кој што ќе биде, каматите, рече премиерот вчера дека тие ќе бидат пониски од 4,5%, пониски од оние средства кои што се може да се најдат на меѓународниот пазар и дека сите други елементи на тие финансиски проекти ќе бидат во зависност од тоа како ќе се планираат. Така што сметам дека опозицијата овој процес ќе биде воден комплетно транспарентно по самите проекти. Затоа што се однесува до овој договор, прашањето што ми го поставивте претходно, имаше на 14 мај оваа година средба помеѓу премиерот Мицкоски и премиерот Стармер, каде што меѓу другото објавија дека станува збор и за политички договор во смисла на стратешко партнерство. Ова сега што го подпишавме е на некој начин финансиски, односно проектниот дел за финансирање на инфраструктурата
И за други проект не е само инфраструктурата во прашање се нели друга да се користи експертиза на Обединетото кралство во однос на трансформација на одредени сегменти од македонското општество, кој што е јавната администрација, дигитална трансформација и така натаму. Дали во договорот има клаузули за прифаќање на бегалците во Македонија? Не, мислам дека таа шпекулација која што потекна пред се од британски медиуми, затоа што нели во Велика Британија е исто така слободни се медиумите, можат да истражуваат, да шпекулираат и така натаму. Голем е интересот на Европската унија, меѓу другото и на Британија е заинтересирана исто така за во делот на имиграцијата, го има тој голем притисок од нивното општество и тие се секогаш концентрирани на таа тема во контекст да зборуваат и да пишуваат за тоа. Но оваа шпекулација беше демонтирана не само од амбасадорот Лоусон кој што даде експлицитна изјава во тој контекст, туку гледаме дека во овие договори нема воопшто ниту споменување на таква клаузула. Добро, во ред. Но морам да кажам. Добро. Но морам да кажам дека се разговара со Велика Британија на ист начин како што го имаме договорот со Frontex подпишано со Европската унија, кој што представува еден начин на вклученост на европските полициски структури во мониторирање на границата кон јужниот сосед, затоа што знаеме бегалскиот бран беше оттаму. Значи, ист таков договор како што Македонија има подпишано со Frontex, во таков контекст се разговара и со Велика Британија за нивно учество, бидејќи тие се сега надвор од Европската унија, не учествуваат во Frontex, за евентуално нивно понатамошно учество во мониторирање на делот од границата и спречување на бегалски бран од кој што тие исто така чувствуваат притисок. Министер, надвор од стратешкиот договор со Велика Британија, ако официјален Лондон побара од нас правење на бегалски кампови, дали ние сме подготвени да прифатиме бегалци во државата? Јас мислам дека владеачката партија ВМРО-ДПМН беше најголемиот противник во изминатиот период, се сеќавате, дури имаше и одредени шпекулации кога беше во тоа време дека идејата е да се донесат 1 милион бегалци во Македонија, го обвинуваа СДСМ дека на тој начин сака да дојде на власт, уште кога беше Груевски, се сеќавате. Мислам дека такво нешто во владеачката партија ВМРО-ДПМН, па и јас можам да кажам и за Демократскиот сојуз и за другите коалициони партнери, дека таква клаузула во никаков договор не би прифатиле. Но јас ве прашувам од аспект надвор од договорот со Велика Британија. А еве од таго на дека и ние и Велика Британија сме членки на НАТО. Доколку официјален Лондон побара за отворање на центри за мигранти, ние сме подготвени тоа да го направиме. Македонија нема, мислам дека не е подготвена тоа да го направи. Оваа влада барем не е подготвена тоа да го направи. Гледате тренинг, гостин во емисијата Зоран Димитровски, заменик шеф на дипломатијата, заменик министер за надворешна трговија. Министре, што предвидуваат креативните решенија како што ги наслови претседателката Сијановска во однос на деблокада на македонскиот евроинтегративен прат? Молкот од Софија говори многу гласно. Тоа можам да го кажам, затоа што сите овие изминати месеци, ако се сеќавате, говоревме дека треба да дојде политичка влада во Софија, долго време немаа политичка влада, за да почне некаков политички диалог. И тоа од таа страна не се негираше. Но откако дојде политичка влада во Софија, гледаме дека бугарската страна на некој начин одбива политички диалог, и тоа не само за прашањата за кои што имаме реално спор, во контекст на нашето евроинтегрирање, туку и за прашања, да речеме, од инфраструктурен карактер, како што е Коридорот 8, каде што повторно тој диалог на некој начин е заглавен од бугарска страна. Јас лично бев во Софија на една меѓународна конференција, каде што побарав средба со моите хомолози од страна на Бугарија, заменички министерки, има 2 заменички министерки, таков е системот таму. И не ја добив таа средба. Има многу други, ако можам така да кажам, обиди за средби кои што не се реализираат или се само од формален карактер. Никаква суштина не се разговара на тие средби, затоа што бугарската страна одбива да комуницира онака како што
вчера или завчера кажа нивниот европратеник дека на бугарската страна не и треба медијација. Во ред, кои се креативните решенија кои македонската страна ги нуди, а за кои Бугарија молчи? Значи, креативните решенија, за нив нешто говореше председателката. Јас лично не би откривал детали затоа што сепак не е тоа моја надлежност. Но ние тие креативни решенија ги разговараме на сите средби со нашите европски партнери и голем дел од тие решенија се и прифатливи за нив, но се разбира треба да ги прифати и другата страна. Пред да дојдете на власт, говорам ВМРО да помене, а и вие како дел од коалицијата, зборувавте за поништување на договорот за добрососедство и соработка со Бугарија. Дали сега, денес, може да кажете дека има простор за репреговарање со Бугарија за нов договор, иако тој веќе е влезен во рамки на во рамки на договорот и со Бугарија? Јас лично не сум говорил за поништување на договорот, туку сум говорил за изнаоѓање начини како да се надмине спорот. Да, кога станува збор за комплетната преговарачка рамка, во неа има навистина скриени мини и динамити на кои што утре ќе ни представуваат пречка тие билатерални прашања од идентитетски карактер како можност за вето од бугарска страна, и тоа е сосема известно. И тоа е сосема известно станува и за некои наши партнери како што е Германија, например. На моја средба со државниот секретар за Европа Киркбаум во Берлин пред 2-3 недели, тој лично ми кажа дека лично ќе се заложи Германија да побара билатералните прашања на некој начин, да се изнајде механизам во Европа веќе овие билатерални прашања, особено од идентитетски карактер како што се во Македонија, да не може да бидат основа за вето. И дека таков механизам Германија ќе инсистира да се изнајде. Сметате ли дека на постоечкиот договор за добрососедство и соработка може да се направи анекс на договор, ако не нов договор, еве да речем? И зошто не ми одговоривте на прашањето конкретно, бидејќи претходно како опозиција ги критикувавте тогашните власти дека нетранспарентно, пребрзо го донесле договорот. Сега го прашам, бидејќи јавноста треба да знае што подразбираат тие креативни решенија кои македонската страна би ги понудила за деблокада на диалогот со Софија. Па кажа председателката меѓу другото. Значи станува збор, ние според нашиот договор за добрососедство и пријателство видовте дека секоја година се потпишуваат нови некакви протоколи. Односно тоа се записници од состанокот на меѓувладините седници, на меѓувладините средби. И ние можеме, долго време немаме одржано такви средби, затоа што гледаме историската комисија е заглавена во својата работа и така натаму. Но ако одржиме со добра волја една политичка средба меѓу двете влади, на која што да видиме докаде се меѓусебните односи како добри соседи, можеме да подпишеме и нов протокол. Можеме значи тоа може да биде едно од решенијата. Еден голем потик во таа насока е извештајот во Европскиот парламент кој ќе биде усвоен за Македонија сега во јуни. Значи голем потик во тој правец, затоа што за прв пат македонскиот идентитет и македонскиот јазик се ставаат на рамниште, се прифаќаат и се признаваат на некој начин од Европскиот парламент. Зарем не е помалку лицемерно сега власта да повикува на обединување над партиско во однос на заштита на националните интереси, јазикот, идентитетот, а пред само неколку дена пак опозицијата повикува на обединување и повторно лидерска средба во однос на стратешките приоритети на државата. На што власта пак тој предлог го одби. Јас сум секогаш за разговори и за диалог и за заеднички ставови, но тие заеднички ставови во контекст на клучните надворешно политички прашања треба да поаѓаат од одреден консензус. Ние слушнавме од господинот Филипче, јас не знам тој колку е упатен за сите наши иницијативи и предлози и креативни решенија што ги даваме. Не знам колку е, мислам дека сепак ги знае, иако може би директно не се разговарани со него. Но опозицијата треба да даде поддршка пред се
на овие, не само на нашите предлози, туку и на иницијативите што се водат во Европа, на она што иницијативите од највисокиот врв, да речеме од комесарката Калас, од господинот Кошта и така натаму, тие се вклучени во дипломатски активности на дневна основа за да го откочат процесот, евроинтегративниот процес на Македонија. Меѓу другото, и со медијација и со притисок врз бугарската страна. И сметаме дека тука опозицијата не треба да одмага на начин што ќе рече дека не е проблем ние веднаш да почнеме да ги усвоиме уставните измени, а потоа да видиме го слушнавме Филипче како го кажува ставот, дека вели не зависи нашето евроинтегрирање од Комисијата за историски прашања и од резултатите на незината работа. Напротив, тоа ни се потврдува од сите, дури и од европски центри. Марта Кос, јавно, комесарката за европроширување, рече дека не може да гарантираме дека билатералните прашања и вклучително и тие од идентитетски и историски карактер нема да представуваат основа за вето ако остане ваква ситуацијата. Со други зборови, тоа треба да го надминеме и ние очекуваме од опозицијата да застане јасно. Ја поддржуваме оваа влада во изнаоѓањето креативни решенија и а не да го застапува бугарскиот став, тоа е бугарски став, дека фактички треба да се исполнат сите овие елементи од преговарачката рамка. Господине Димитровски, дали денес сме поблиску или подалеку од Европската унија? Знаете како, ако гледате на тоа дали сме ги почнале преговорите и дека сме отвориле поглавја, не сме поблиску. Но ако гледате од тоа какви реформи правиме и каков и дека во Европа во моментов веќе е засилена свеста дека мора да се надминат билатералните прашања за да го интегрираат не само Западен Балкан, туку и овие земји од источното партнерство, претходно Украина, Молдавија, дека сметам дека сме поблиску, затоа што точно е дека постои некаков прозорец за проширување на Европа поради геополитички причини и сметам дека Европа е свесна дека овој проблем мора што поскоро да се надмине, да не остане замрзнат со долги години и да го интегрира конечно целиот Западен Балкан во Европската унија. На крајот, локални избори следуваат во октомври, се погласно се зборува дека по исходот од локалните избори или уставни промени веднаш, или предвремени парламентарни избори? Лично не верувам дека такви сценарија се врзани со изборите. И одредени европски официјални личности се обидуваа овде на средби да ни кажат да, значи вие чекате да ги добиете локалните избори за потоа да влезете во уставни промени и така натаму. Јасно им беше порачано од нас премиерот Мицкоски и ние дека утре можеме да ги почнеме уставните измени. Дека воопшто тоа не се врзува со политичкиот момент на локалните избори, но дека треба да ги решиме овие дилеми кои што ги имаме и наши грижи околу можноста за вето по билатерални прашања од идентитетски карактер. Значи тоа не е воопшто врзано со уставните измени. Од друга страна, околу предвремени избори, прашањето е секогаш отворено за предвремени избори. Не се плаши оваа власт од предвремени избори, ако опозицијата побара и ако има за тоа навистина и расположение кој што ќе произлезе од резултатот, да речеме, на локалните избори, оваа влада може да организира предвремени избори. Благодарам за разговорот и гостувањето. Ви благодарам и вам. Екс-министер за финансии во владата на Бранко Црвенковски, член на Советот за национална безбедност во кабинетот на Гордана Сијановска-Давкова. Колумнист, човек кој нема влакно на јазикот. Џевдет Хајредини во ова издание на Тринг. Господин Хајредини, зошто од бомбастично најавениот стратешки договор сега тој е класичен финансиски дил, во кој не е најасен финансискиот менеджмент, кој како ќе ги трансферира парите, колкава камата, рок на отплата. Дали оваа мистериозност остава простор за сомнеш околу целиот овој договор со официјален Лондон? Па мислам дека овој договор, односно овој заем од Велика Британија, мало сме изненадени, цела
цел народ, цела држава, сите граѓани, jer тој веројатно е подолго време тамо подготвен. И тоа не е тоа одлука, нити е тоа заслуга на ова влада и на овој премиер. Очигледно се работи за сосема поважна за Европа, за Велика Британија. Други интереси се во прашање, што во секој случај за Македонија тоа е корисно. Читав негде дека предолго трае овој процес на почнување преговори на Македонија со Европската Унија, како да е блокирана состојбата и не беше, тоа сме го кажале, не беше лошо кога Велика Британија излезе од Европската Унија, независно од тоа што тие се компатибилни, не се спротивставени страни, Велика Британија и Европска Унија. Разликата е во тоа, кога станува збор за Македонија, дека Европска Унија е блокиран сојуз. Затоа што такви се пропозициите, една членка може ги блокира одлуките на сите други. Така да некои цели, како што е, например, интеграцијата на Западниот Балкан во што се Албанија, Србија, Македонија, Црна Гора и така натаму, очигледно дека интереса на Европска Унија да ги почнат да влезат во Европска Унија. Меѓутоа, еве за Македонија се појави еден сериозен проблем, кој правото на вето што го има таму, Бугарија го користи и ќе го користи. Сега, бидејќи се заинтересирани, добро е ова се појави варијанта да Велика Британија, целите што сака да ги постигне овде, што не се против нашите интереси, него се во полза, не е блокирана. Слободно си носи одлука, заемот добрува, на заемот ќе збориме сега, и мислам дека се во прашање тоа е. Дали во овој договор со Велика Британија има всушност една клаузула на доверливост и тајност? Дали мистичноста е како од времето на аранжманот Бехтел и Енка, договорот што го направија Ѓоргиевски и Тупурковски со тајванскиот аранжман? Мислам дека овде не треба да се прави симетрија помеѓу договорот со Бехтел и Енка и Синохидро, уште по-карактеристичен кинеската компанија за изградба на ова. Таму немаше потреба, ова е договор меѓу една голема сила и држава Македонија, која не може да има таков вид на коруптивни клаузули. Ако ги има нешто, таму има нешто што не е за појавување, само не можеш да се сомневаме ние дека Велика Британија, како Бехтел, како Синохидро, како компании приватни, да внесат во договорот клаузули кои да дават на македонските функционери пари, мито. Не препознавате конспиративни? Со конспиративни може да има, али тие врзани се со политики. Не со корупција, не со мито и така натаму. Може тоа да има, меѓу Бехтел и Енка беше очигледен. И уште е. Само тука е вина и на овој сега што дојде нова влада на Мицкоски, вети и воопшто не направи ништо, дури и американската амбасадорка Агели реше, ако има сомнежи, а има, во договорот со Бехтел, органите нека истражат. Дојдо овие, не истражуваат затоа што се сите вмешани, директно или индиректно со Бехтел и Енка, како што беа со Синохидро. Значи, овој договор со сега друга е работа кога ќе дојде време да се ангажират изведувачи што ќе користат, jer треба да се реализират овие договори што долго. Тоа долго ќе трае. Тоа не е лесно и така натаму овие објекти што ги наредиле намените за финансирање во Македонија, ќе ви кажам ова jer нема време многу. Мицковски тука, кога ги спомнува Стрежево, другото на
Чебрени галишта? Чебрени галиште и други, треба да го имаме предвид еден момент. Значи, се пласира, се презентира цела оваа работа секој ден од првите вести, нарочно овие медиуми што се провладини, просто станале досадни, секоја вест ги редат истите секој ден. Овие објекти, меѓутоа тоа се прави да се замакли пред јавноста вниманието од другите обврски на владата што ги презела и не ги остварува ова влада. На кои обврски мислите? На закон на барањето на Европска унија да се санират последиците од законот за кривичниот законник, измените. Барање на Европска унија. Тие тоа не сакат да слушаат уопште. Барање е писмено. Овој заменик министерот за евроинтеграција рече, ми барат тамо да се санират. Тоа санирање значи затворање на многу луѓе од Македонија, име и презиме можам да ти наведам. Тоа се десетини луѓе кои се опфатени во тие измени на тој закон, во бомбите што се забрани објавувањето и така натам. Сето тоа под тепих и сега се користи ова да се ова. Сега. Добро. Во програмата од 2006 на ВМРО, кој е сега на власт, во тоа време Мисковски беше висок функционер на партијата и директор на електростопанство. Преродба во 100 чекори. Сите овие објекти што сега ги спомнува беа наведени дека до 15-16 ќе бидат изградени, галиште и така и гасификација на термоцентралата Неготино и така натаму. Не само што не се изгради ни туку ни камен темелник не се постави. А тој список на електроенергетски објекти логично е дека го правил директорот на електростопанство, сегашниот премиер Мицковски. Член бил генерален секретар тогај. Да беа тие изградени тогај, а не се изградија, еве кај го имаме тамо во Унгарија Груевски, сега со овој заем што го одобри да се користи, тој не е дојде. Овде се представува пред јавноста како да тие 6 милиарди легнале на буџетска сметка и ние треба само да ги. Остварувањето на сите тие цели ќе трае долго време, меѓутоа нема време да кажам што ќе предизвика на долг рок во Македонија, во финансиите на Македонија, обврските што ќе треба во иднина да се враќат, независно колку ќе биде каматната ставка. Може да биде малку поповолна од сега што се на финансискиот пазар во светот, ама и камата да нема, кредитите ќе мора да се вратат. Како ќе се вратат, колку ќе бидат и така натаму, тоа се за сега нема. Можеме ли да го издржиме ова темпо на перманентно задолжување? Ние и сега сме задолжени до гуша, дополнително земаме 6 милиарди евра. 33-4 години Македонија остварува просечна стапка на економски раст годишна од 2,2%. А независно од тоа што пола од ова време на власт биле СДСМ и ВМРО. Значи тоа дека со овие пари имаме, можеме ние да издржиме. Само парите треба да се користат така што да остварат добивка од која ќе се вратат кредитите и ќе остане за раст на стопанството. Тоа е, мисле, на именка така лесно да се остварува, затоа што се овие инвестиции што се најавени како ова, тие се инфраструктурни објекти кои не продуцираат веднаш добивка. На долг рок обезвредуваат услови државата и на долг рок. Ќе ги користиме ние, ќе ги плаќа ова поколение, ги користи, друго поколение ќе ги врати. И тука е незадоволството на народот. Господин Харедини, бевте
критички настроен околу предлогот Зоран Ставревски да биде гувернер на Централната банка. Веројатно му го отворивте патот на професорот Трајко Славевски да влезе во Централната банка на Република Македонија. Не, Колку господинот Славевски е соодветното решение за прв гувернер? Видите, кога се представуваат кандидатите што можни, што беа најавени, иако беше многу јасно што е главната цел на актуелната влада и на актуелниот премиер. Која беше главната цел? Главна цел е по секоја цена да се обезбеди контрола и на монетарната политика, како што е на тајните информации, како што е на јавните финансии, што се надлежност на владата, еден сегмент кој не долго време во светот се води битка да се осамостали монетарната политика од влијание на извршната власт. Дали сметате дека господинот Славевски ќе биде под пресија на владата? Не мора он, видите, ова е веќе карикатура во врска со тоа која е целта. За разлика од Ставревски, што јас сум имал некои други забелешки, сум ги кажал, сум ги пишувал, jer тие били и двајцата министри за финансии пред да сега. Немаше никаква причина да не се овозможи повтор мандат да биде постојната гувернерка. Прво затоа што немавме, не знам кој, али во главата никому не можеш да му влезеш. Може некој симпатизира, ова. Меѓутоа, таа не даде повод дека е под влијание на премиерите. А овие општо не е тајна. Ставревски, па како може прво он сам не требаше да претендира на такво место, знајќи ова држава, овој народ, што он зборуваше во објавените тајни снимки. Па тој министр за финансии, гувернер на Народна банка, се фини функции. И тие имат можност, лицата кои им се дава можност да ја вршат таа функција, можат фино да ја вршат. Меѓутоа, министр за финансии, парламент да наредува ова обезбедувањето во парламентот да ги влечат под пратениците на опозицијата, тој никогаш не смее да биде на функција нигде веќе. А тоа сме го гледале ние на телевизија. Министер кој крие дека купил, наместо да части, он крие дека купува стан тамо и така натаму. Господин Харедини, ве прашав, што мислите за изборот на професорот Трајко Славевски за гувернер? Видите, било гувернер, било министер за финансии на Македонија. Потребното стручно знаење е поголемо него што е таму потребно на една мала земја. И општо не се сомневам, независно што века дека он се бавил, бил министер за финансии, што прв му се случило е што е овај Никола Груевски го разреши од министер за финансии. Сега некој бил успешен, викал. Па не било, не е тешко да се биде ако си чесен. Чесен треба да бидеш, министр за финансии и Народна банка. Jer ние сме имали случај, еден скандал и на гувернер, овај Љубе Трпевски со Смиленски, парите од девизните резерви во Англија што ги користеа. Значи, ако не е чесен и тамо може да злоупотребува. А дека Трајко тој веќе е избран синојка и ја му пожелувам успех да има. Ама тој дека е поставен затоа што е партиски човек, тоа воопшто нема дилеми. И затоа и е член на извршен комитет на партијата. И друго, една можда ситна работа. Меѓутоа, на еден ред професор универзитетски, што се бави со финансии, со наука и така натаму, не оди 4 години да се расправа со градоначалничката на Скопје, контроверзна личност, 4 години, што и партијата реше, што ми треба мене, сега мало ли има други луѓе што ги знаат проблемите на градот и зеленилото, дали се коси тревата или така натаму во дворот на владата, што се бавеше овој Талат Џафери. Немаше друга работа, се караше
Зошто не косиш тревата во? Гостин во тренинг Џевдет Хајредини, екс-министр за финансии. Господин Хајредини, во едно телевизиско интервју јавно се сомневате дека и актуелната власт има капацитет да се спротистави на корупцијата. Дали е тоа системска корупција, ендемска појава и дали може неказнивоста и корупцијата да оди без поддршка на власта? Видите, во актуелната, јас сум рекол тоа и мислам дека тоа секој ден се потврдува. И обидите сега да се откријат состојбите во државата околу корупцијата и мерките, еве ќе видиме и овие судења и така натаму, што ни се слуша овие трагедии, најголемата во Кочани. Значи се гледа дека овде корупцијата метастазирала во сите пори на општеството. И тоа не е моја констатација, не е констатација и на Европска Унија, и на Америка. Арбен Таравари се враќа во опозицијските редови, во прегратки на Али Ахмети. Дали интегративците и лидерот Ахмети всушност преку него полека формираат нов лидер, односно Таравари, кој би застанал на чело на албанскиот опозицијски фронт? Види, чекорот на Таравари, он ми е и сега, ми 3 поколенја ги знам јас сум живеел во Гостивар, татко му ми бил колега во Гостивар. Така да фино се знаеме, ја не очекував, видите, се тоа дали ќе влезе конкретно тој тоа се уште не го вика само дека ќе соработам во вториот круг со било кој партии на локалните избори за градоначалници, ќе се договориме. До сега до тука е. Меѓутоа он предизвика и за себе сложени проблеми, а не верувам дека Али Ахмети толку е сигурен на Таравари дека ќе ојде таа улога и не сакам да помислам дека и он да станал заложник за некои други цели. Дали одлуката на Таравари да си замине од владата е промислена или избрзан чекор? Не промислена, меѓутоа правата причина за сега и за мене и за јавноста е непозната. Нажалост. Ова што кажува, тоа е... Jer тој направи, како може да му прости на Таравари Али Ахмети, кога порано пред да се формира ова влијан, коалиција и партиите, ја во сите мои настави викав дека не може, бидејќи Дуи со СДСМ претера во злоупотребите на власта. И најскапа цена плати СДСМ, што дозволи некој да игра фудбол, да вика дека албанците се со нив афирмирани. Како афирмирани да играат фудбал? Тоа ли е афирмација на албанците, министрите на Дуи да играат фудбал и да не спомнам и други работи? Да се однесува грубо и така како што се однесуваше. И сега да биде чуван во Албанија затоа што ги има бомби за сите овде. И за македонци, и за албанци, и све. Тој ќе га чека, вика. Ако не ми обезбедите некој пристоен излез од оваа ситуација, ќе пука. Мислам, ќе пукам со бомбите. Што ги има. Таравари, тука неговата замисла дека ќе има, што реков, ги знаме како. Тој ми викаше мене своевремено кога стана градоначалник на Гостивар. Беше поради Дуи за да добие, jer само со Таравари се добиваше градоначалнишката функција во Гостивар. И он 2 пати ги тепаше кандидатите на Дуи. Се било против Дуи. И да не беше иззет, не почнуваше расцепот во Дуи. Ама да не беше Таравари, не продолжуваше. Не можеше без Таравари. Сега Таравари направи една услуга што Дуи се тргна од власта.
Сега остана проблем да се реши проблемот со Али Ахмети. Главен иницијатор е и главен фактор е Изетмеджити со двајцата беса и алтернатива. Ама да не беше Таравари, исто не можеше. Дали сега Таравари всушност преку ДУИ ќе го отвори патот за повторно враќање на интегративците во влада со ВМРО-ДПМН? Тој таа цел главна ја нема. Меѓутоа, он е таму сега, ама тоа е неизвестно. Може едни и други да крахират. Бевте жесток критичар на ДУИ, додека ја практикуваше власта. Како денес ја оценувате улогата на Вреди и на албанскиот фактор во рамки на владината коалиција? Тие се под огромен притисок сега, а тоа му одговара мало и на Мицковски, ме разбираш, од ДУИ дека сака да ја представи улогата на Влен во владата, како да албанците се подцените и се бркат и така натаму, што сето тоа не е точно. Од проста причина што тие не можат викат дека се бркат од работа албанците и така натаму. Тоа очигледно не е точно. Затоа што не можат тие да најдат еден човек, албанец, вработен од нив, со договор со се. Станува збор, па дури и тие се уште се земат плата многу и не сега. Значи го користат тој момент што Заев, па порано и Груевски, му ги плаќаа гласачите на ДУИ. Парите од буџетот им носеа дома без да дојдат на работа. Долги години, 1000 души. Сеќавате кога Артан Груби дојде, па отиде на сите им даде по 2-30 луѓе, не да работат. Него, jer до тога и не се појавува уопште и да сабајле тамо на работа. Jer као ќе дојде некој. Тоа беше карикатура. И сега ДУИ сака да ја представи таа ситуација дека тоа бил голем успех нивни, кој сега Влен тоа не може нити да го задржи, нити да го продолжи. Таа работа. И тоа сега, објективно, денеска читам, и станала една голема промена во политичката сцена во Македонија, откако благодарение токму на однесувањето на ДУИ додека беше на власт, да делбата, таа расцепот меѓу двата македонски блока веќе никогаш нема да биде таков, за да може било која политичка партија, албанска, да ги оценува како што Али Ахмети ги оценуваше. Тоа веќе нема. На крајот на краиштата и од СДСМ пред известно време излегува дека кога ќе бидат прашањата на односите со албанците, ние ќе гласаме за било кој закон предложен од ВМРО. Дали на ВМРО-ДПМН од позиција на власт му одговара и послаб албански фактор? Па што послаб подобро? Меѓутоа, не само тоа, што и сега е тоа во практика. Сега. Ако вие барате многу, ќе дојдат други. А албанци да одат во власт и партии да нема, ќе имат колку сакаш албанци да одат во власт. Од други мотиви, не од... Па да играш улога на главен кој одлучува, а не одговара. Таква улога е одиграл цело време Али Ахмети. Го викат главен, викат министрите, тој ни е шеф, тој ни е именува, тој тоа, и не одговара за тоа што често он повторува Али Ахмети, еве ветинг, ако сакат нека поштат од мене. Никој не му кажува, нити некој го прашува од вас новинарите, па ти службена должност која се злоупотребува кога си на власт за корупција, ти не си имал никогаш. Ти можеш да крадеш само од приватни лица. Службена должност он немал никогаш. Како ќе одговара? Како ќе оди на ветинг он? Кој да го вика? Зошто? На ветинг ќе одат обвинители, суди
министри, директори, а не председател, лидер на една мала партија кој воопшто никогаш не бил на функција. Благодарам за гостувањето. Џевдет Хајредини, поранешен министер за финансии, член на Советот за национална безбедност кај претседателката Силјановска, долгогодишен колумнист. Авторка на 8 книги и инфлуенсерка, текстописец на текстови на познати музички имиња. Основач на платформата Woman Better World, девојка која за прв пат отворено проговори за битката со неплодноста. Ксенија Николова, гостинка во ова издание на Трилинг. Ксенија, како писателка најпрво, како успевате своите емоции совршено да ги преточите во зборови? Па, мислам дека тоа некако е прво мој начин да се запознавам сама себе, да се исчистам сама себе, нели првенствено го пишувам тоа и сум го пишувала несвесно кога не сум ни знаела дека еден ден ќе го работам тоа, за себе, за мене да ми биде полесно, едноставно сум наоѓала некој канал во пишувањето кој, да речеме, ми помагал да се чувствувам подобро, да си олеснам, да си помогнам, да се разберам себе. И сега низ годините тоа преминува во работа која што веќе е и рутинска, и техничка, и навика секако, и професионално стекната низ годините, и некои работи кои ги учиме низ работата за како подобро да го правиме тоа. Но првенствено е од љубов кон тоа да си ги искажам некако своите емоции, и ете пишувањето ми помагало во тоа. Зад маските е еден од вашите романи. Што се крие зад маската? Зад маските е роман кој што раскажува приказна за 4 жени кои ги живеат своите навидум совршени животи во Њујорк и што се случува зад затворените врати на нивните навидум идеални животи. Зад маските е приказна со која многу луѓе се поврза и не сум изненадана поради тоа, затоа што сите ние имаме некои страни од нашите животи кои сакаме да ги сокриеме, па дури наивно мислиме дека ги криеме. За на крај сите тие лаги кои самите себе си ги кажуваме, секогаш да не стасаат, нели да не стигнат и да се претворат во нешто од кое или ќе научиме многу или нема да можеме ни да побегнеме. Во овој роман зад маските се отвора голем безброј на прашања. Дали во битката, во трката по пари, по среќа, по задоволство, всушност стануваме егоцентрични? Не само што стануваме егоцентрични, туку стануваме и уште позагубени, уште помизерни од тоа какви сме биле кога сме немале ништо. Тоа е илузијата. Но центарот на суштината не е само трката по пари, туку трката и по тоа некој да не спаси. Дека постои таму некој кој што ќе не спаси од нашата беда, од нашата тага, од нашите проблеми и дека животот почнува одново со тој некој наш спасител, за на крај да сватиме дека никој никого не може да спаси се додека не решиме прво самите себе си да се спасиме, односно ние мораме сами со себе да бидеме искрени, а потоа се друго доаѓа резултат, како резултат на тоа. Што значи денес да си човек пред се во Македонија? Да си човек. Па јас мислам да си човек кој вистински живее, значи да живееш во сите бои. Баш и тоа беше и суштината на најновата моја книга Секој цвет има свое време, која што е 201 цитат за сите нијанси на животот. Да го прифати животот со сите негови нијанси, да не бегаш од ниедна нијанса и да сватиш дека сето тоа е дел од колачот наречен живот и треба буквално да го искушиш целосно за да знаеш дека вистински си живеал. На секој агол на улицата чувството на апсурдност може да го погоди секој човек во лице. Алберт Ками, филозоф, писател, нобеловец.
Да, многу интересно. Апсурдот е дел од нашето секојдневие. Јас секојдневно, добро, не секојдневно, но често се начекувам сама себе како сум дел од својот апсурд, како сама себе понекогаш се побивам за многу работи, но истовремено нема поголем апсурд и од самиот живот. Тенка е границата помеѓу среќата и несреќата. Зошто толку малку фали од среќен да бидеш несреќен и обратно? Затоа што не може едно без друго. Не може едно без друго. Нема среќа која што во своите сегменти не содржи тага и нема тага која во еден момент не се претвара во некаква си друга форма на искуство и не учи уште повеќе да ја чувствуваме среќата. Тоа оди заедно. Всушност тоа е и поентата, дека не можеме да очекуваме живот кој што е со една димензија, со едни емоции, со едноличност. Тагата и среќата и сите тие емоции се тесно поврзани. Вие констатирате во една прилика, не може да изградите среќа на туѓа несреќа. Дали живееме во свет на илузии? Живееме во свет на илузии и мислиме дека правдата на прв поглед не постои, но постои нешто што е поголемо од правда. А тоа е, како сакаме да го наречеме. Тоа е Бог, тоа е карма, тоа е нешто што стасува, што не стигнува сите и ние тоа го забораваме и мислиме дека можеме да живееме на некој начин на долги стази, но се појасно ми станува дека се си доаѓа да си наплати. И начинот на кој размислуваме и она што му го даваме на светот, не можеме да му даваме на светот едно нешто, а да очекуваме нешто друго за возврат. Не може. Дали живееме во општество во кое доминира дволичноста, лицемерието, апатијата? Интересна работа е. Живееме во свет со многу алатки кои ни овозможуваат да се запознаеме себе си одблиску. Имаме разноразни алатки за тоа, но сепак чувствувам како да постои некоја игнорантност поголема од било кога. Луѓето едноставно не се заинтересирани ни себе да се запознаат, а камоли да го запознаат другиот. Верувајте, има луѓе кои што живеат под ист кров со години и не се познаваат. Не се познаваат суштински. Тие живеат ист биоритам, делат ист кров, седат на иста маса и јадат заедно, меѓутоа не се познаваат. Луѓето едноставно имаат некоја мрзеливост кога станува збор за љубопитноста и за поставувањето на прашање и учењето на нешто ново. Јас тука го гледам најдлабокиот проблем. Многу ретко сретнувам љубопитни луѓе. Скоро и да љубопитни луѓе за нови информации, за нови вистини, за нови видици, многу ретко ги сретнувам и мислам дека човек кога престанува да биде љубопитен, само пасивно живее, наблюдува, ништо не впива, ништо не учи, не расте. Кои се причините за ваквиот модел на помалку општествена декаденција? Мислам дека сите се соочуваме со сето она што го трупаме со генерации наназад под тепих, хајде така да речем. Генерацијски си ги пренесуваме траумите, стравовите и убедувањата, здраво за готово си ги пренесуваме. Новите генерации, ако не ги предизвикаат старите шаблони, само ќе си ги пренесат на следните генерации. И тоа значи дека само сме наследиле еден шаблон што не сме ни сигурни дали функционира за нас и пасивно слепо сме си го пренеле на следните генерации. За мене да се биде свој човек, значи да го прибереш она од твоите претходници што ти одговара, што функционира за тебе, но и да го оставиш тоа што не ти одговара и да создадеш нешто ново. Тоа значи дека си оставил некој свој печат. Инаку само си го проживеал истиот шаблон и гледам дека огромен број на луѓе ја прават таа грешка пак поради дефицит на љубопитност и заинтересираност за нешто ново. Како е да се живее и да се работи како инфлуенсер во Македонија? Како инфлуенсер во Македонија, конкретно од моја гледна точка, јас ова што го работам денес на некој начин го правам и целиот свој живот, само што се пренесуваме, односно се преместуваме од дигитална алатка на дигитална алатка која што е моментално актуелна. Јас започнав со моите книги, потоа се префрлив на Facebook, па сега сме на Instagram и така расте нашата заедница.
И тоа е некако некој логичен напредок. Јас сакам и сметам дека е умно да се искористат сите можности кои што ни се нудат, за да по-блиску и по-креативно на крајот од денот комуницираме со нашата публика. Јас така го гледам Инстаграмот и го гледам како можност да оставам некој свој печат за нешто што мене ми е значајно, да поставуваме некои нови прашања, да рушиме некои стереотипи, да бидеме малку поотворени, похрабри и да на крајот од денот изградиме некоја заедница која каде меѓусебно ќе се охрабруваме и мотивираме. Така што мене лично ми е многу убаво во моја кожа од тој агол и не би го правила тоа да не наоѓам искрена среќа и задоволство. Следите тренинг гостин во емисијата разговараме на отворено и отворено со Ксенија Николова, писателка, инфлуенсерка. Ксенија, како се справувавте со голготата по секој неуспешен инвитро обид? Запаѓавте во депресија, бидејќи најдов некои податоци дека неколку месеци сте се справувале и со депресијата меѓу другото. Тоа беше претходно. Јас имав тежок период во моите 20 години кој беше пред се ова да започне и беше од сосема некои други, ајде да кажам, извори и причини. И тој тежок период го наминав и среќна сум што ми се случи пред се во ова, затоа што веќе изградив свој штит за многу работи и некако многу позрело влегов во оваа борба која што тогаш не знаев дека ме очекува. Така што не, во борбата не ме бутна во тој агол, во таа дупка повторно, но секако дека ме здрма на многу начини и ми го разбранува животот неочекувано. Но истовремено и ми даде многу нови сознанија за себе. Тоа е всушност и поентата на секоја борба и сакам така секоја жена, секој пар тоа да го гледа, дека имате необична можност да се запознаете себе си на еден поинаков начин, да откриете колку сте всушност силни, а не сте знаеле. Секако да си ги тестирате и партнерските релации и вашата хармоничност, вашата поддршка, вашето пријателство, затоа што тоа е еден голем тест. И да верувате дека се доаѓа тогаш кога треба и дека и вашето време во оваа напредна медицина во која што живееме, верувам и навивам да дојде, така и за себе. Како беше вашата реакција после секој неуспешен обид по инвитрото? На крајот од денот секогаш беше одиме понатаму, затоа што јас никогаш не ја сватив таа борба како мојата единствена димензија на мојот живот. Јас навистина имам многу други димензии од мојата личност, која сум, и секогаш гледав на тоа се што имам и колку сум благодарна за сето она што сум. И секако животот не застанува. Да, беше многу тешко, се чинеше дека само на нас не се случува, нели таква е таа борба, се прашуваш зошто јас и на моменти се чувствуваш изолирано, но истовремено зборувајќи јавно сум се поврзала со толку многу жени кои што го поминуваат, тоа се еден огромна бројка, тоа е веќе статистички гледано, мислам дека секој шести пар или секој четврти, не знам која е најновата статистика. Така што веќе ние сме заедница од во тој поглед и не можам да се чувствувам никако поинаку освен да верувам дека треба да се продолжи понатаму и дека нашето време ќе дојде. Дали всушност храброста и средината ви даваше на некој начин кураж да издржите во сите овие предизвици? Како не? И личноста која што сум, личноста во која што се имам изградено, ми овозможи да ова не само што го издржам, туку и извлечам една поука од себе, ова една порака и ја испратам таа порака во мојата заедница, која несомнено ја имам па и најмногу за тие работи. Значи, зашто ми е мене мојата заедница, ако не е за да испраќаме вакви круцијални, важни пораки, да рушиме некои бариери. Мене ми е особено драго кога гледам дека се повеќе луѓе зборуваат отворено на оваа тема. Тоа не беше така пред неколку години, многу се молчеше, ова беше тема можеби ретко допрана или можеби и недопрана во јавноста. Така што
Мислам дека мораме да ги правиме тие чекори на секоја тема за луѓето, особено жените, не се чувствуваат сами, затоа што има многу жени кои што живеат и во помалите градови, кои што се осамени, изолирани, неразбрани од својата средина, па многу често и обвинувани за товарот кој што мораат да го износат, не баре се виновни. И мислам дека во име на сето тоа ние мораме да зборуваме и отворено да се охрабруваме. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Тука го завршуваме ово издание на ТВ магазинот Трилинг, Омнибус на теми и соголници. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk. Пријатно.